Скопско рано утро, се доцни во школа, на работа. Граѓаните се организираат на Facebook како да стигнат од едно до друго место. На улиците само 25 автобуси. Граѓаните смрзнуваат по автобуски станици, чекаат по саат или два за да стигнат до одредена дестинација, а веќе немаат трпение, бараат одговорност и решение на проблемот кој се провлекува предолг период. Нема автобус, срамота за држава што се прави така. Таа Арсовска сите работи ги направи овде. Срамота, ја дете делно у градинка да земам, треба пешки тоа место, враќам се него. Чекаме по сат и пол, тука нема автобуси, не може на работа да идеме. Па ние чекаме 6-3, 6-6 нема. Нема. Еве чекам скоро 2 сата, нема. Требаше на работа од 9, ама ме ослободија дека нема автобуси. Соничката Арсовска треба она да реши проблемот со автобусите. Не, Колку време чекате? 1 сат. Има луѓе што повеќе чекат. Нема жива критика е ова за жалење. Еве го се рачунете од 7 сати скочена, еве го 10. 3 сата. И што јас сум само на автобуска станица. Скопјани од синоќа се организираат по социјалните мрежи. Тие што имаат можност да земат некој со себе нудат превоз. Жени, прочитав дека нема да има утре автобуси и јас утре одам на кај работа околу 6:25. Тргнувам од Марино, можам 3 жени да земам. Утрово со кола одејќи на кај работа застанав и качив тројца и ги однесов до работа. Луѓето чекале 45 минути автобус. Ситуацијата кулминираше во текот на вчерашниот ден, кога попладнето престанаа да возат автобусите што се на нафта, откако добавувачот престана со достава поради натрупан долг. Абе, пуштите ма, хајде напред, хајде. Во петок граѓаните се организираат на протести пред град Скопје. Протестот го иницираше градоначалникот на Шуто Оризари поради што жителите на неговата општина чекале на автобуските станици од 1 до 3 часа. Ке се приклучат и студентите, кои дадоа ултиматум на градоначалничката дека ако до крајот на денот не се регулира сообраќајот, тие излегуваат пред градските бараки. Министерката за образование повика да се реши проблемот бидејќи било срамота учениците да не можат да стигнат во школа во главен град. Ги поддржа студентите во намерата да излезат на протест. Апсолутно се во право, они имаат право својот револт на било каков начин, се разбира со одветен, да го изразат и ако ова е единствениот начин да најдат решение за нивниот проблем, јас ги поддржувам. За прв пат во историјата од постоењето на Скопје, градот остана без јавен превоз пред 2 години во октомври, откако вработените во ЈСП престанаа со возење, бидејќи немаа земено плата.